Драги гледачи, сега следува репортажата од игранката на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и нивните водители Мицко и Драгица Димовски. Уживајте! Од името на редакцијата на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија, ви благодариме што дојдовте на ова наша традиционална игранка, која одржуваме по 20 пат. Почитувани присутни, се надеваме дека ова вечер ќе си помините многу убаво со оркестарот Децата од БУФ. Ќе свират само македонски патриотски песни. Драги присутни, драги гости, сите вас, за да постојува Македонско патриотско радио Обединета Македонија, секако е голема помош од сите вас што не посетувате на игранките и што го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија и што го помагате. Само во наредните неколку минути ќе ги прочитам спонсорите кои за овие 20 години ги спонсорираат нивните бизниси на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, а тоа се доктор Елизабета Димовска со незината забна ординација, Трипл Ейчис со собственикот Коста Станвиќ, Виктурс со господинот Дени Ристевски, Формула Хонда со господинот Бил Бекјаровски, доктор Елена Пановска со незината забна ординација, Интермек Травел со господинот Ѓорги Лазаревски, Олд Мил Пестри енд Дели, Бас Крилити со синот Борче Димовски. Сите наши македонски православни цркви, почнувајќи од ова Македонска православна црква Свети Климен Охридски во Торонто, имаме одлична соработка и со женската секција и со председателот и управата со господинот Чедо Миленковски. Исто така, голема благодарност до црквата Свети Димитрија Солунски, Македонската православна црква Света Недела, Македонската православна црква Свети Илија од Мисисага, Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон, Македонската православна црква Света Мала Богородица од Кембридж и Организацијата Обединети македонски, Лиринското колиско македонско културно друштво и адвокатот, магистер по право господинот Александар Карапанчев. На сите нив, од сите вас и од сите нас, им благодариме и им посакуваме се најубаво во нивните семејства. Со гордост да го носиме знамето свето и со љубов името да си го изговараме. Со крв испишено на земјава наша македонска. Прости ми, даскале. Зошто ќе ја молам мајка ми повторно да ме роди и да ме задои со македонштина, со оган во душава, за да ја бранам и чувам за син ми и внука ми. Да ја садам со цвеќе и жито, та вино да протече по земјава место крв, песна да заори место крик и слави да се слуша место пукот. Еј, браќа и сестри, отворете ја душата силно широко, исплукајте го горчилото што ви го труе разумот. Вдишете го воздухот што излезе како последен здив од јунаците што загинаа за ова мала грудка земја, а ни оставија аманет, да не взалуд е пролеана крвта нивна. Свртете се кон честа, зашто тоа е единственото богатство што ќе ви даде мирен сон.
Поделете го лебот со соседот, зашто исто сонце ве грее. Љубете се бескрено, зашто тоа е радоста. Оставете ги боите, тие се за уметниците, да стварат убави дела, а не да ги гнасат и ништат веќе создадените. Прости ми, даскале, што ти го нарушивме мирот во гробот. Благодарам. За вас плаче Македонија. Далечна е пролета, 48-та, далеку е детството, детство минато. Спомен кажен остана за родна куќа таткова. Зборот плачен мајчински, мајка не заборавајте. Каде сте, Македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка егејска, за вас плаче Почитувани присутни, вие сите ова вечер што дојдовте, го помагате радиото. Но за да ги слушаме вестите од Македонија, имаме луѓе посебни кои ги помагаат, кои плаќаат за вестите од Македонија, секоја сабота да ги слушате. А тие се Владе и Мара Димитриевски со фамилијата, Зора и Јосиф Пановски, Крсте и Вера Кочовски повеќе од 3 пати, Сонја и Владо Павловски, Алексо и Недал Зановски, Науме и Донка Петровски, Раде и Борче Видиновски, Васил Кајчевски, Вера и Диме Белчевски, Николче Петковски, Грегори Цанев повеќе од 3 пати, Ана и Андреја Попови со нивната фамилија повеќе од 3-4 пати, Томе и Радка Божиновски неколку пати, Стефо и Зорица Божаровски, се извинувам, Мери Николаидис повеќе од 3-4 пати, Зоран Ивановски, Ристо и Цвета Гаговски. И тука ни е во последниве години председателот на задграничниот комитет за Торонто, господинот
Дано Кочовски со неговата фамилија, Лилјана Кочовска, во секој момент кога ќе ни треба човек за вестите да ги плати, тука е во секој момент, во секое време. Исто така и тој повеќе од 3-4 пати ги има платено вестите. Ви благодарам. Драгица? Исто така сакаме да искажиме голема благодарност до македонската телевизиска програма Час на македонски корени со продуцентот господинот Бил Јанков, што секоја година, секоја игранка ја забележива. Бил, од името на редакцијата на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија и од нас, водителите и уредниците, од срце ти благодариме за големата соработка што имаме со тебе. Благодарам. Исто така искажуваме голема благодарност до Canadiana Flowers со господинот Джими и Тереза Мангус за подарените цвеќина што ги красат масите. Верувајте ми, секое наше гледање и дружење го доживувам со особено задоволство. Со особено задоволство сум овде и вечерава меѓу вас да изразиме почит кон Македонското патриотско радио, радио кое знае стално да не развесели, да ни каже новостите од Македонија во оригинална верзија, во онаа која што треба. Ви благодарам, Мицко и Драгица, на досегашната соработка, на одличната, јас би рекол, вие сте медиум за почит во Канада. Достоинствено ги представувате македонските интереси, што е доста битно и што тешко го гледаме денес тоа. Јас не би должел, би му оставил вечерта на младиве музичари, децава од оркестарот од БУФ да не забавуваат. Тука би прекинал, би посакал многу здравје. Господа ни ја чува Македонија. Господа му дава здравје на сите македонци каде и да сте, да живее Македонија. Македонијо, ти си бисер балкански. Златни пири егејски, со бистри води варварски. Драги брајке и сестри македонци, би сакал да посакам успех на Македонското радио, Обидета Македонија, која 20 пат прославуваме, да Господ Бог му со неговите водители му даде уште многу години, уште многу успеси во известувањето на случувањата овдека и од Македонија. Навистина ни се потребни во овие тешки моменти радиото, медијата, телевизијата, кога орлите од сите 4 страни навалиле и корнат од македонското ткиво, а ние ќутиме, молчиме, не сакаме да окрениме гласот, не сакаме да се помолиме на Господ да ни ја даде сила да што ја имаја нашите предци. Тие го дадоја животот за Македонија. Тие оставија се и излегоја да ја бранат Македонија. Не само од 4 страни, туку и внатре, од срцето на Македонија, како црвец излегува денешната власт и ја руши Македонија однатре. Должност е на секој македонец, на секој свештеник да излези во одбрана на Македонија, зашто тоа ни е најпотребно сега.
тие што се платени, тие што се избрани, тие што треба да ја водат Македонија, никаде ги нема. Ги нема затоа што се подкупени, подплатени, оставени народот македонски сам, да седи и самиот да ја гледа и да плачи како Македонија умира. Но Господ правил чуда со Македонија. Правил во овие јадници години, ја чувал Македонија уште од времето на Библијата. Господ ја спомнува и нема да дозволи да ја снема. Нема да дозволи ни на надворешните, ни на внатрешните душмани да го избришат македонското име. Денес кога се потребни лидерите на партиите, тие корумпирани, денес кога е потребно црквата која се кажува за стол на нацијата, ја нема и не за никаде да излези во одбрана на македонското име, на македонската црква. Народот е единствен кој може и треба да излези и секој да го даде гласот, протестот за зачувување на нашата нација, зашто навистина не можеме ние да го продадеме она што не е наше, она кој го ни го даделе нашите предци. Треба ние да го сочуваме за нас, но да го зачуваме и за нашите деца. Господ да ни ја чува Македонија, Господ нека ни дава сили да издржиме во овие навистина тешки моменти, кога се надвисна овие темни облаци над Македонија. Овде кога го кренавне гласот, се надевам дека Господ ќе му даде сила и во Македонија, ќе излезат нови лидери кои ќе застанат на злото, да ќе му кажат доста е. Да бидете вие благословени и многу години, Драгица и Мицко, да го чувате радиото и да известувате реално, зашто во Македонија еве почнуваат весниците да јавуваат само тоа што сака Сорос и Джаз Бели, како се вика, не знам, американскиот амбасадор. Да се здрави, живи и Господ нека ни напомош. Амин. Прво сакам да се заблагодарам за поканата, Драгица и Мицко, честитки за 20 години на држање на програмата на Македонското патриотско радио. У овие тешки времиња во Македонија, кога власта ги затвора сите медиуми кои сакаат да искажат вистината, е вистина реткост да имаме вакво радио и секој ден македонци да ги слушаат вестите од Македонија. Честитки и дај Боже уште 20-40 години да ги слушаме од и 100. Да ви пожелам од моје име, од името на мојот сопруг и на сите овде што сте присутни, добро здравие и успешно и понатаму да ни ја водите вашата програма, со кој сме горди. Во овие моменти кои се премногу тешки за нашиот народ, постои надеж. Надежта е во нас. Македонија никој не може да ја избриши, затоа што Македонија имам огромно наследство. Наследството е низ цел свет. Ако имаме проблем во моментот, Македонија не е од овој момент. Македонија е со илјадници години и ќе биде. Да речеме со еден збор, да живее Македонија и Македонија ќе живее. Се најубаво, Драгица. Твоите очи лено мори, воденски череши се. Твоите очи лено мори, воденски череши се.
special thank you to Dragica and to Mitsko for always giving us 15 minutes on the radio every Saturday whenever we want to come and explain to the whole entire community what we are doing and what we want to do with the youth and our future events. So thank you very much. Congratulations on so long with this radio, and I wish you guys many more years. I'm very happy to say that one of our founders for AMSUD was actually Dragica's daughter, Elizabeth. And so we're carrying up in her footsteps and all of those founders, and I'm very happy to announce that this year is our 30th year, so we're having 30-year anniversary this year. So look forward to future invites for a big celebration later on in the year. We thank you for all of your support, and we hope that you keep supporting us in the years to come, because it is you who is supporting us, and it is you that is allowing us to bring all the youth together and allow us to have our amazing events. So thank you very much. Long live the radio, and have a great evening. Thank you. Sami kapad prosti mi, teški se kod tvojte planini, plače srce od tri strani. Što krvavi mnogu godini, plače srce od tri strani. Što krvavi mnogu godini. Makedonio, ti si biser balkanski, zloti pir Egejci, so bistri vodi varvarski. Ajde, hop!
денес, утре и задутре да славите и прославувате 20 годишнина на Патриотското радио, начело со водителите Драгица и Мицко. Ви честитам на вашата издръжливост, пее по ред и вкус нашата поетеса Драгица Димовска. Македонија. От постоењето на мила Македонија до денес жали, желби, чувства, непобедлива, измамена, изцрплива. Нема надеж да се закрепи и подобри. Млади македончиња се лажат излажени, во туѓина работат за подобра иднина, па и во подолги времења, непризнати, неспособни, iscrpeni, nema hrabrost za idnina. Zašto je nepokolebljiva od nikoj? Za sekoj Makedonec, što žive во неја, во секоја борба е победлива до крај, но народот македонски не виде рај. Благодарам. Послушајте ме, мили мои чеда, јас дојдов од Македонија, горда македонка сум, израсната во југозападниот предел на Македонија, среде Хераклејската долина, каде во мене протекува барут на Крушевската република, бунтот и камата на славните велешани, солунските антетатори, очите и погледот на револуционерот Гоце Делчев, бесилката на легендарниот Ѓорги Сугаре, на нашиот Никола Карев, првиот преседател на Република Крушевска, конјаницата и фалангата на Александар Македонски стигна до брегот на Индија, се до недопрената Моравска долина, на браќата Кирил и Методи, на нашите заменити Свети Климент и Наум Охридски. Горда македонка сум, мајка и колевка на моите чеда и внуци, родена и изникната среде зрната на виновита лоза на Вардар. Плодната моја Пелагонија и секако пелистерските очи кои лекуваат човешка душа од клевети, презири, грабежи и тие вечни зулуми. Послушајте ја сега, мои мили чеда, ова моја песна македонска и вековита. Ви благодарам на сите. Дојди ми пак како некогаш со саканиот во моите сништа и топло прегрни ме. Сакам да те видам убава и гиздава, како златокоса убавица среде Балканот, во бело невестинско руво, со развеано слободарско знаме. Да се искачуваме по стрмниот рид, кај вишните и црештите да се најдеме. Таму ќе бидеме поблиску до синото небо. Со длангите ќе ги допрам облаците како некогаш и ќе понесам сончев зрак од татковината отаде океанот. Ти, Божице и Божја ќерко, потомок на Македон, не ме оставај сама во сонот и не ме напуштај, зашто ноќта е глува и празна без тебе и без саканиот. И во сонот, и во јавето, ти ќе бидеш и ќе постоиш со песната на ангелите. Ви благодарам. Сакам да кажа дека со ситуацијата во Македонија денес, затоа сите од нас, сите еден кој што може да му помогнеме на Македонија. Да не оставиме таму, и самите ќе си запишеме и тоа и со тоа ќе се уништи Македонија. Македонско девојче, китка шарена, до градина набрана, дар подарена.
Thank you.